Добар ден и добре дојдовте во 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денес во фокусот ќе биде еден проблем со стапалата кај децата кој што е се поприсутен не само во Македонија, туку воопшто на глобално ниво. Темата ќе биде рамни стапала кај децата. Која е причината за оваа состојба, како може да се превенира, дали ортопедските чевли може да помогнат или не во една ваква ситуација? За сето ова во текот на денешното издание на емисијата со гостинката доктор Весна Аневска, ортопедски хирург во ортометика. Добре ни дојдовте повторно во емисијата. Што се тоа рамни стапала? Еве, често пати зборуваме за овој проблем. Како тоа може да се дефинира? За каков проблем се работи? Рамното стапало кај луѓето по дефиниција представува отсуство или недоволно формирање на надолжниот свод на стапалото, во кога е нормално развиено, значи правилно развиено човечкото стапало, тежината на целото тело практично носат нели стапалата, оптеретувањата од цела тежина паѓаат на скелетот на стапалото, значи на три точки, на петицата, на главата на првата метатарзална коска, односно коренот на палецот и главичката на петата метатарзална коска, односно коренот на малиот прст. Правилно распоредени оптеретувања ја носат практично цела тежина без никакви проблеми и на скочниот зглоб, и на коленото, и на колкот, и на рабетниот столб. Кога е недоволно развиен, односно неправилно развиен скелетот на стапалото, односно и на меките ткива, практично може да се јави спуштен свод на надолжниот свод на стапалото, односно тогаш зборуваме за рамни стапала. Што во суштина представува надолжниот свод? Помеѓу овие три точки на оптеретување постојат лаци, односно сводови. Меѓу петицата и коренот на палецот е надолжниот свод, меѓу првата метатарзална и петата метатарзална коска, односно нивните главички, меѓу палецот и малиот прст е така наречениот попречен свод или краткиот свод на стапалото, кога може да биде во некои случаи тој испуштен. Иначе по дефиниција кога збориме за рамни стапала, практично вообичаено се мисли на отсуство на должниот, односно внатрешниот лак на стапалото. Дали сите бебиња се раѓаат со рамни стапала? Во моментов може да погледнеме фотографии со бебешки стапала, родителите знаат да бидат загрижени, да се посомнева дека нивното бебе има проблем од самиот старт. Но дали е тоа реален проблем? Дечињата, да, бебињата практично се раѓаат со рамни стапала. Она што треба да се дијагностицира и што го правиме практично уште на првиот преглед ортопедски, да се различи дали е тој физиолошки нормален за возраста тип на рамно стапало или е она што викаме патолошки, односно ригиден тип на рамно стапало, кое што ви го предискутирала подоцна. Значи сите бебиња се раѓаат со рамни стапала, кога ќе го прегледуваме, треба со еден маневар на затегање на палецот на бебето према горе да се појави сводот на стапалото. Ако сводот го гледаме, станува збор за возраст нормалниот тип на достапан кој што со текот на годините ќе се формира, односно очекуваме да се дефинира правилно развиено стапало во просек до 6-7 години. Так. Доколку до третата година не се појави тој свод, дали родителите тогаш треба да интервенираат да го однесат детето на ортопед или не треба да се брза? Не, трета година е се уште во најголем број случаи присутно рамното стапало, односно има помал процент на дефинирани, односно убаво формирани сводови. Ако е се уште рамно стапалото до 3 години, не е никаков проблем, односно има уште многу време за развој, односно за формирање на табанчето. Во принцип, рамните стапала до 3-4 години се должат на присуство на едно масно перниче на самиот табан, кој што природата го ставила таму, за да можат дечињата да газат боси, поготово по нерамен терен, што е предност во развивањето на стапалци. Так, сега ќе зборуваме за нормален развој на стапалата, како се потикне природниот развој на стапалата, дали босоногите деца всушност го потенцираат оној природен развој на стапалата? Стапалото, ако го нема, значи оној патолошки тип на достапан, ако ќе се роди, ако се дефинира дека е физиолошкиот тип на достапан, се развива природно. Односно природата го дефинира понатаму табанчето, со тоа што треба родителите, односно дечињата да имаат прилика, родителите да дадат прилика природата да дојде до израст. Што значи тоа? Тоа значи да се дозволи да прави тоа што прави, да се дига на прстиња, што е вообичаена активност кај дечињата. Дигањето на прстиња го затега на листот, односно за да стои на прсти детето, за да оди на прсти, е активен мускулот на подколеницата, задната ложа, се затега дел од тетивата, го формира сводот на стапалото. Значи одењето босо му дава прилика да се дига на прстиња онолку колку што природно му доаѓа.
Има дечиња што одат цело време на прсти во смисла дека се многу поактивни во тоа дигање на прсти, има деца што не се толку активни, некои и одат на прсти, али сите го имаат моментот и на проодување на прстиња и после тоа до 3 години да дзирне, да види, да фати, се подига на прстиња, цел ден го вика, го зема клучот и ја гаѓа бравата, на пример, или по горните фиоки да провери што има, па после са долните не се толку интересира. Значи дигањето на прстиња е природно, со тоа што ако е босо, може да го прави оноко колку што му доаѓа. Ако се пушта босо, поготово по нерамен терен, летно време, во двор каде што е чиста, нели, треба да има зебја или на плажа, на песок, на камчиња, практично дополнително се фаворизира формирањето на табанчето. На кој начин? Газењето босо и осетот практично, односно тие ситни камчиња, боцки, нерамен терен ги тонизира и лигаментите на ситните зглобови на стапалото и малите мускули практично се зајакнуваат, па дополнително се потенцира формата на сводот на стапалото. Значи, малите микровежби, како малите мускули на стапалото се тонизираат и листот со дигање на прсти. На таков начин практично реков до 6-7 години во просек се дефинирани стапалата. Така да ако на 3 години ги има рамни стапала, не е никаков проблем, бидејќи од 3 до 5-6 години активно скокаат, имат фаза да скока. Верувате, кога ќе дојдат на преглед на таа контрола полни 3-3,5, кога ќе прашам дали скока, почна ли да скока дете, реакцијата во 95% случаи не да скока, значи не можеш да го баш буквално. И препораката е да ги учат да скокаат на прстиња, односно кога е доскокот на прсти, продолжува амортизацијата и вежбата на мускулот на подколеницата, па се дополнително користи таа возраст до 6-7 години за да може да се формира табанчето. Во овој дел на емисијата можеме да ги отвориме и телефоните 3076-677, доколку имате некој прашање поврзано на тема рамни стапала кај деца, слободно јавете си, поставете го вашето прашање. Многу родители се плашат нивните деца да ги пуштат да шетаат босоноги по нерамен терен. Се плашат да не се повредат од некој предмет на подлогата, да не се исечат, да не се инфицираат. Се случуваат ли некогаш вирусни инфекции на стапалата поради шетање? Ризикот да се повреди, ризикот да се повреди е практично зависи каде го пушташ да гази, или затоа секогаш кога викаме предност е луѓе што живеат во куќа, да има двор, да знам дека е чиста трева или земја, или на плажа, на песок, на камчиња, во суштина има, например, во парк, стално тоа им викам, има во парк трева, ма не е безбедно точно ради тоа, затоа што може стварно да се повреди. Во суштина, амортизацијата на тие и оптеретувањата и ризикот да се повреди ради тоа масно перниче што го имат на табанот е намалено, или може и да се исече, што би било веројатно реакцијата на родителите многу поголема отколку болноста нели на самото дете. Може да се случат и повреди, меѓутоа и инфекции во смисла и на тие вирусни веруки често пати, меѓутоа тоа се вирусни контактни повеќе од дете што го има или возрастен што го има па на кожата. Често пати каде што газеле боси на несигурен терен, крлежи често слушам дека често се случува да чуеме во амбуланта дека се забодел крлеж, па од тоа после да има ризики самата локална инфекција и вирусни инфекции пренесуваат во смисла на ризични и сериозни, значи инфекции на крлежни енцефалити, воспаление на мозок, значи може да се случат. За среќа ретко ги слушам, али затоа е препораката онаму каде што е безбедно, каде што е чисто да се пуштат, е предност. Поготово на плажа кај што има прилика да биде босо детето, така. Кога треба се купат првите чевли на детето? Кога нема да може да биде босо, односно со оние што ги викаме привокерс, како да е босо, односно максимум што може се одлага, се одложува ставање на тврда обувка за да може да прави управо ова што зборевме што полесно, поготово првите неколку месеци од кога ќе проодат, кога е нестабилно одењето се уште многу полесно одат со боси ноѓење, односно се што е меѓу стапалото и подлогата е вишок, затоа се изработуваат и се препорачуваат така наречените привокерс, кои што ги практично изработуваат да личат на обувки, на патичиња, на чевлички, меѓутоа одоздола е мека подлога, не е класичен ѓон, го штити од да се топли и суви месеци за проодување од тоа што е валкано надвор, нели ситни камченци, така бидејќи гледаш каде оди, нели дури проодува, па дури и првите месец-два од кога ќе прооди, дури е фазата на нестабилно одење, контролата е на родителите, нели каде гази, доволна.
Меѓутоа, ако ќе почне веќе 2-3 месеци од кога ќе продат да трча и кога немаш контрола каде гази дете, мораш да го заштитиш со обувки и тука веќе зборуваме за класични детски обувки, односно со ѓонче, патичиња, чевлички, чизмички, нели, за зимно време, за да го штитиш од ладно и од повреди. И сега изборот на тие обувки ќе биде веќе, нели, тврда подлога, али пак е основата како да е босо, односно да не го кочи во тоа што природно прави детето, само да биде, велам, заштита од повреди. Како да се одберат чевличките? Што е важно? Значи ѓонот да се свитка. Дали треба да биде заштитен зглобот на ноџето? Што е? Треба да биде да, сме го дискутирале, но еве може го повториме бидејќи во контекст на развојот на стапалата, да. Значи обувките практично, пак ќе речам, штитат, односно треба да бидат ставени само за да го штитат од ладно и од повреди, а при тоа не само што не смее да се бираат вакви или такви според некои препораки кои што од порано, да речем, се уште за жал некои се водат, туку според намената само да штити од ладно и од повреди, а да не го кочи во тоа што природно треба да прави. Основното е да не се врзуваат родителите при изборот за марка и цена. Значи, да не спомнува марки и цени во еден, мислам, марки во еден или во друг контекст. А тоа ми се чини главниот критериум во моментов. Да, родителите да останало од некогаш, знаат таа фирма, тој бренд, значи, останете се од нашите генерации, верувајте, во амбуланта кога е мајка и татко присутен, еве на прво дете, и да има баба или дедо некој од постари генерации, и уште пред јас да кажам какви да бидат, и велат цицибан. За нашите генерации цицибан и Слави беа поим за детски обувки. И сега водењето по тоа цицибан, во таа интерпретација од менталитетот, значи да бидат ортопедски. И кога ќе прашам често пати, за да се нашалим онака, а што се ортопедски обувки, воглавно не знаат што треба да има, освен да има перниче, влошка со перниче внатре. И зошто треба да го има перничето, па не знам. И пак доаѓаме до дефиницијата, по дефолт се прифаќаат, значи работите од менталитетот, до дефиницијата на самото стапало, што е природно кај здравото детско стапало, и обувките да не го кочат во тоа. Значи, дали се скапи или ефтини, дали се од една или од друга марка, битно е да прво бидат лесни за да не му тежат на детето. И тоа зависи на која возраст. Една е возраст од 5-16 месеци, друго е на 3-4 години. Релативно потешките ќе ги совладуваат. А да се виткаат лесно кај прстињата управо заради ова што спомнавме, да се лесно дете дига на прсти. Плюс ако му се покрути и ги засопнуваат, значи исчекорот, односно нормалното одење, човечко одење е пета цело стапало прсти, ако кај прстињата се крути, ги засопнуваат и паѓа. И дополнително се отежнува учењето на одењето што трае и до 3 години. Значи ако се светливи кај прстињата, и дигањето на прсти и одењето практично му е полесно. Скочниот зглоб треба слободно да се движи, односно да се ниски, најдобро би било. Ако се надскочен зглоб, треба да бидат меки, да не го ограничува во движењето, само топло да му држи чизмички или завозима чевлички, нешто се повисоки. И препорачливо е внатре да бидат рамни, односно да немаат перничиња. Ако има перничиња, да се мали, меки, сунгирасти. Зошто е тоа битно? Поимот ортопедски чевли, го тргаме на страна, односно ова кога го коментирам, зборуваме во суштина за анатомски обувки, за да одговара на она што е нормална анатомија на детето во таа возраст. Нормалната анатомија е ова дигањето на прстиња, нормално движење на скочниот зглоб, и рамното стапало практично е анатомски рамно, па одговара на рамна влошка. Може на поголемка возраст да препораките по литература што се препорачани, нели, совети од поискусни ортопеди, да има влошка возраст од прилика 6-7 година, ако се уште имаат спуштен, не е тоа сводот спуштен, како што збориме кај рамните стапала, туку спуштен скочен зглоб према внатре. Валгус на скочен зглоб е втората карактеристика покрај рамното стапало и кривиот глуш према внатре, што е нормален од кога ќе продат дечињата. Тие деформитети, нормални деформитети, значи си има зошто природата на таа возраст ги ставила, ги исправаат ноџињата, и за ова во една прилика сеќавам дека сме дискутирале. Значи бебињата кога ќе се родат имаат криви нозе према надвор во газењето према внатре, ги исправа ноџињата, и сега ако е босо најубаво, по која логика треба обувката да има перниче? Нели? Бидејќи на подот нема перничиња, плюс тој момент на криво газење ги исправа ноџињата. И сега што е битно? Во обувката, ако има перниче, го враќа зглобот
према надвор. Так. Значи треба да гази према внатре, препораката е да има рамни влошки, односно да нема перничи. Так, иако родителите поаѓајќи од некогашното искуство кога носеле ортопедски чевли велат, па тоа е превенција. Превенција ли е? Превенција на што? На рамни стапала, значи само може ли да се направи штета со носење? Практично еве, управо тоа што ви кажувам, дигањето на прсти, газењето криво е физиолошка фаза која што ако има перниче му смета во газењето криво, во развојот на тие мали мускули што ги спомнав претходно, лигаменти и скелетот на стапалото на таа возраст, значи го има тој момент на спуштање према внатре, па перничето би го враќала према надвор. Значи колку е обувката по босо, имитација на босо, толку е по соодветно. Бидејќи имаме сосема малку време, како се поставува дијагноза, како се утврдува оваа состојба? Рамните стапала со клинички преглед, односно кога го гледаш босо дете да има рамни табанчиња, кога ќе се дигне на прсти правиме разлика дали го има сводот или го нема. Ако сводот се појавува, тоа е така наречениот флексибилен, хипермобилен тип на рамно стапало, кој што со текот на годините до 10-11 години максимум може да добиеме ефект на формирање на стапалцата со тоа што велам докај 6-7 години природно одат и скокаат на прсти, до 10-11 години може да се делува со форсирање некој спорт што е на прсти. По литература останува 10-20%, докај 20% и трајно рамни стапал. Значи, ако е се уште рамно после 10-11 години, може со спортување на прсти и активни помагало од типот на, има едни гумени полутопки како гумени бали, имитација на нерамен терен со кои што се вежбаат газат на прсти на пета на страна, се вежбаат и листовите како мускулатура на подколеницата и табанчињата, малите мускули. Так, од дел од корективните вежби уште може да споменеме, споменавте дел од нив, но еве кревање на марамче, односно земање марамче со прстиња, има ли некои такви вежби? Да, деца во прво деление на систематски преглед, сите дуставано станати од ортопедските чевли, што тогаш беше актуелно било и нас не ги препорачува, и кога ќе помине таа фаза на природно одење и скокање на прстиња, дустава на 7-8 години е сега учете ги да одат на прсти, да одат на пети. Значи може, тоа се тие вежби за зајакнување на стапалото и на листот, меѓутоа практично пошто треба долго време тоа да се вежба, забораваат и родителите, забораваат и дечињата. Ќе му речеш оди на прсти, ќе се измори, ќе заборави. А овај сет за превенција и корекција на рамни стапала практично е она што би го правело детето, не самото да оди на прстен, него газејки на тие се баш како гумени полутопки со мали боцки. Имитација на рементиран велам и се фаворизира дополнително вежбата на листот. Так, ви благодарам што бевте дел од 0M+, и што на гледачите вака им ги разјаснивте сите аспекти од физиолошките рамни стапала. Не стигнавме да проговориме за патолошките, односно за ригидните, но за тоа во некоја друга прилика. Ви благодарам и вам што бевте дел од емисијата. Се гледаме повторно утре, односно секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма во рамки на утринската програма. Пријатно!